Шампионатата е надпреварување чии што главни цели се развојот и подобрувањето на сите моторички способности кај децата. Брзина, координација, рамнотежа, флексибилност, снага, прецизност и издржливост. Изминатиот викенд се одржа втората шампионата, каде што учесниците во вистински спортски дух ги одмерија силите. Шампионатата се одржува два пати годишно, значи еднаш прво полугодие кој веќе имавме победник во целокупен генерален пласман, сега очекуваме и во машка и во женска, значи ова второ полугодие практично ја поделивме самата шампионата. Се работи за развој на моторички вежби во надпреварувачки дух. Шампионатата представува основна подлога за успешно занимавање со било кој спорт во иднина, како и социјален и емотивен развој, односно учење на вистинските вредности во спортот, развивање на тимскиот дух и учење за важноста на тимската работа, не само во спортот, туку и во сите сфери на животот, учење на ферплеј, учење на победа и пораз. Почнуваме да работиме од најмала возраст, почнуваме од 3 годишна возраст, да ги учиме децата на првите чекори во спортот, да ги учиме што значи победа, што значи пораз, што значи тимски дух, бидејќи животот не е само победа секогаш, значи мора да знаеме ферски, спортски да честитаме на секој пораз, значи тоа го има. Ги учиме на многу добри нешта, ги учиме не само децата, ги учиме и родителите како да ги воспитуваат своите деца. Така да, како што можевте да приметите на оваа вечерашна шампионата, децата навистина им значи ова, навистина се надпреваруваат, сакаат да победат, им значи тоа. Така да се надеваме дека ќе го искористат понатаму ова научено сето нешто во животот во најдобри цели и намери. Моментот на прогласување на најдобрите го очекуваа сите присутни со нетрпение, како и учесниците, така и нивните родители и сите кои дојдоа да им ја дадат поддршката и несебично да навиваат. Освоив прво место, многу сум задоволна и им препорачувам на сите да учествуваат. Ива Илиева, која што на првата шампионата го освои првото место, апсолутен победник, тогаш во машка и во женска конкуренција, сега второто место, што исто така е навистина голем успех. Да, навистина ова е голем успех и се гордам. Ќе продолжиш ли понатаму да се надпреваруваш? Да. А еве сега е летниот распуст, кажи ни Ива, што ти во текот на летниот распуст ќе правиш, како ќе го поминеш? Ќе одам прво на камп со хитен ран, потоа ќе одам во Будимпешта, а потоа ќе видиме. Освој кое место? Трето место. Задоволна си? Да. Што најмногу сакаш од спортот? Фудбал. А беше ли, кажи ми, тешко дека имаше голема конкуренција? Да, многу. Од кого стравуваше најповеќе? Од Ива Димовска и од Ива Илиева. Беше ли тешко да се биде прво место? Па да, многу беше тешко. Колку често ти тренираш, спортуваш за да бидеш вака подготвен да го освоиш ова прво место? Па само овде, два пати неделно. Од кого најмногу стравуваше во суперфиналет? Од Теодор Ивановски и Дабор Ивановски. Ајде, браво Алек, освои кое место? Трето место. Задоволен си од третото место? Да. Што ќе им порачаш на другарчињата? И поканеш сите да дојдат да се надпреваруваат во хитен ран? Желбата да се биде најдобар, да се даде максимум од себе беше присутна кај сите учесници и на оваа втора поред шампионата. Но ферплејот, приваќањето на поразот и радоста која знаат најмалите да ја споделат, направија на крајот сите да се радуваат и да си честитаат спортски и ферски како врвни светски спортисти.